Раскажувањето приказни е едно од најспецифичните одлики на човековата цивилизација. Секојдневно, речиси во се што правиме има некаква приказна што ја раскажуваме или ни се раскажува. Некои приказни успеваат да го искористат ефектот на снежна топка стракалана по падините на една планина, при што на крајот конечната форма на приказната е долга епопеја или роман. Она нарацијска граѓа што ја знаеме како митологија е можеби најфасцинантното нешто што ние луѓето и ден денешен си го раскажуваме. Така маките ни се сизифовски, хаосот во светот е Пандорината кутија, додека маките кои секојдневно ги трагаме се секако Сцили и Харибди. Кога раскажуваме приказни со кои сакаме да го валоризираме сопственото постоење, човечки е да сакаме да ги разубавиме нашите приказни во кои секогаш ние сме позитивните и херојски ликови, додека таму некаде во темниот митолошки остаток од светот се темните сили без кои ни нашата светлина не би имала смисла. Ако сакате, на секој цивилизиран Гилгамеш што живее во нас, постои еден див и антагонистичен Енкиду надвор од нас. Основната аксиома од која поаѓаат религиите е дека нивните свети книги се пишувани од луѓе, но самите запишувачи го правеле тоа по Божја промисла. Самото ова на сите религиозни книги им го оправдува епитетот свети. А дали се такви или се само човечки приказни за себе оправдување и себе величање, ми се чини е прашање кое сите ние би требало да се го одговориме на себе си. Без притоа да мислиме дека нашиот одговор представува апсолутна вистина. Книги напишани од еден автор, кои содржат исклучително комплексно сиже и неверојатно добро изградени слоевити ликови, се фантастичните романи Господар на прстените од Џон Роналд Руел Толкин или Игра на тронови од Џорџ Мартин. Интересното кај овие книги е што нивните автори имаат користено мотиви од реалната историја, со тоа што и местата и настаните и ликовите ги имаат преоблечено во фантастично руво. Имаат додадено малку фолклор, малку езотерија и многу фантазија. И ете навидум непрепознатлива, а сепак фасцинантна и неодолива приказна. Ваквите книги, особено по нивните екранизации, привлекуваат огромна публика на фанатични читатели, кои нарацијата родена во умот на писателот продолжуваат да ја развиваат во најразлични теории на фановите, особено ако се оди во правец на објаснување на недокажаните делови од страна на авторот. Со ова се создава еден вид на модерни апокрифи, на книги на кои денес знаеме дека се приказни раскажани од потпишаните автори. Ова е нашето време. Време на книги, но и филмови и серии. Мултимедијалноста на интернетот го прави раскажувањето на приказни неограничено и во формите и во изразот. Сепак, на крајот на денот во ова наше време светот е толку малечок што не мора да сме сведоци очевидци за да ја знаеме вистинската состојба на нештата. Но сепак, илјадници години наназад, макар усно, макар со скапи техники на пишување, сликање или вајање, преку театар или едноставно како и ние преку обичен разговор, луѓето на минатото раскажуваа приказни. Ако овие приказни биле возбудливи или важни, тие биле раскажувани речиси маниакално, речиси секој ден до степен да се знаеле наизуст. А сепак, човечки да се посака да се придодаде нешто свое или да се реинтерпретира веќе постоечката приказна. Човечки е да се најде сличноста со друга приказна слушната во друга земја, од друг бард, па да се спореди, да се соедини, да се направи приказната до иденците наша или да се пренесе нашата приказна во далечни земји. Митологијата широм светот тоа го покажува и докажува со сличноста на редица мотиви. Исто како што на митолошката основа на која се раскажани Илијада и Одисеја, од исто така митскиот Хомер, трагичарите на антиката,
како што сами велат, продолжуваат да собираат трошки од трпезата на Хомер. Што ако истото се има случајно и со светата книга par excellence, Библијата? За еврејските кабалисти, кабалата почнува и завршува со Библијата, односно оној дел кој ние го знаеме како Стар Завет на христијанската Библија. Кабалата се занимава со објаснување на непроменливиот вечен божествен принцип, наречен Аисов, и неговиот однос со ограничениот свет на материјалното. Преку символогијата кодирана во самата Библија, и оно што навидом изгледа земско, профано и лесно разбирливо дејствие, преку примената на кабалистичкиот клуч почнува да добива поинаква смисла. Бидејќи ова видео представува само додаток на видеото за книгата Битие, овде би сакал да ви го свртам вниманието кон овој начин на размислување, каде библиската приказна ќе ја гледаме како дело на умешни компилатори, кои преку комбинацијата на постоечки митолошки образци, со умешноста на кодирање имаат создадено приказни кои им служат за да го оправдаат нивното постоење, нивното право на одредени територии и нивната предласт, надмок или ексклузивно право. Затоа јас провокативно велам, што ако ликовите од библиските приказни не се композитни книжевни ликови, кои содржат делови од различни реални личности, но целината едноставно е компилација, а со самото тоа е непостоечка. Пред да почнам да ја читам Библијата, моите наивни очекувања беа дека во Стариот Завет ќе ја најдам приказната за војна на небото, за бунтот на Луцифер, за големиот непријател на библискиот Бог, неговиот пораз од војските на архангелот Михаел. Можете да го замислите нивото на разочарување, кога наместо тоа се соочив со текстот кој што го знаеме денес. Затоа овде малку детективски, со помош на една од гранките на кабалата, наречена гематрија, ке се обидеме да го најдеме Луцифер Морнингстар или светлоносецот наречен Звезда Деница. Кога авторот на една книга користи цитат од друга книга, отвора диалог. Тоа значи дека сега е дозволено информациите да комуницираат меѓусебно и да се надополнуваат. Не знам дали авторот на последната книга од Библијата, книгата Откровение, бил свесен за ова кога повикувајќи се на книгата Битие, ќе го напише следниот стих. Потоа видов како од небото слегуваше ангел, кој што го имаше клучот на бездната и голема верига во раката своја. Го фати змевот, древната змија, која што е ѓаволот и сатаната, го врза за 1000 години. Откровение, глава 20, стих 1 и 2. Одлично. Според Јован Богослов, змијата од Едемската градина е самиот ѓавол. Понатаму христијанската теологија, во Стариот Завет Луцифер, односно сатаната, нели ѓаволот, го наоѓа во книгата на пророкот Исаија, глава 14, стихови од 11 до 15. Гордоста ти е симната во пеколот. Со сиот твој шум, под тебе има гнилеж за постилка, а црви се твојата покривка. Како падна ти од небото, денице сине на зората, се разби од земјата ти кој ги угнетуваше народите. А во срцето свое си велеше, ке се искачам на небото, ке го издигнам престолот све погоре од Божите звезди и ке седнам на гората во соборот на боговите, на крајот од северот. Ке се искачам до висините на облаците, ке бидам сличен на Севишниот. Но ти си соборен во пеколот, во дното на адот. Сега назад во книгата Битие. Именката змија во еврејската верзија на Библијата е Нахаш, односно вокализирани еврејските букви Нун, Хах и Шин, чијешто гематриска нумеричка вредност е 358. Оваа змија е тој змев од Откровението. Тој црн ѓавол кој би требало да го обвинуваме за сета беѓа на светов. Но беѓата на кабалата и низините поддисциплини, како што е гематријата, е во тоа што зборовите со различни значења, ако имаат иста нумеричка вредност,
тогаш на одредено символично ниво ја означуваат истата работа. Збор кој по гематриските пресметки има иста вредност 358 е зборот Мешијах, односно Месија, така што Месијата и змијата од Едемската градина на овој начин се поврзани. Ова околу пресметките и нумеричките вредности не сакам да го образложувам во детали, затоа што тоа е лесно проверливо на интернет. Но оно што сакам да го нагласам е диалогот на двете книги, Битие и Откровение. Ако сакате, Алфа и Омега. Ако досега во равенката ставивме равенство меѓу змијата, Месијата, ѓаволот и сатаната, би рекле ни преостанува Исус да не избави од ситуацијата. Или пак не. Ете што крајните стихови на Откровението ќе кажат за самиот Исус. Јас, Исус, го испратив својот ангел да ви го посведочи ова по црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната звезда деница. Луцифер Морнингстар, сјајната звезда деница. Месијата, нели змијата од Едемската градина, односно по целиот Моабет сваќаме дека станува збор за Исус Христос. На факултет обично не охрабруваа да му ги скршиме коските на текстот, да го изобличиме и пресоздадеме во нешто ново, а сепак ни дума да ни измениме од самиот текст. Тука е основата на театарот. Неслучајно и теологија и театар имаат заедничка етимолошка основа. Овој пример на диалог меѓу различните книги ми се чини дека доволно добро покажува дека толкувачката, алегориска или символична интерпретација може да не одведе секаде. Затоа без метод кој би го прифатиле сите, тешко да стигнеме до било која или каква заедничка вистина. Затоа држењето до буквалниот израз на текстот сепак доаѓа како најсигурен. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.